Почитувани гледачи, добар ден. Добредојавте во најновото издание на овој наш и ваш, како што умеам секогаш да кажам, демократски импулс. Јас сум вашиот водител и уредник Трајче Китановски, а вие денеска ќе имате за чест да гледате подкаст за фудбалот. Денеска од овој подкаст па натака продолжуваме со стандардното снимање на нашите подкасти. Иначе имавте во минатото прилика да видите подкасти, специјални подкасти по повод локалните избори. Денеска говориме за фудбалот, со кого ако не со првиот човек на фудбалот своевремено, председателот на Македонската фудбалска федерација, господин Тилчо Ѓорѓиевски. Добар ден и чувствувате се како дома во наше студио. Добро ве најдов, поздрав до вашите гледачи. Најнапред, ние се познаваме, но сакам да ве запрашам дали ќе одиме на вие, на ти, за да знам да... Се едно како сакате. Мене ми е поред. Добро. Најнапред да започнеме со првото прашање, тоа би било што работи и учево во моментов? Добро, како што знаете, јас до завршетокот на минатата сезона бев ангажиран професионално како тренер во Струга Тримблум, со кој што дојдовме до финале на Купот на Македонија. Потоа, еве веќе повеќе од 8-9 години сум ангажиран во ФИФА. Бев на проект во Египет, каде што во соработка со Фудбалската федерација на Египет, ФИФА формира академија таму. Слично на она што ние ја формиравме во 2013 година одека во Македонија, каде што учествува во проектирањето на самата академија, во одбирот на селекцијата на таленти за таа академија, начинот на функционирање и така натаму. Ви се допадна таму тоа како се направи нешто слично на нашето или се послаби? Многу, да кажам, многу побогата федерација, Египетската федерација, многу поголеми успеси, не можеме да споредуваме, тоа е огромна земја, огромна држава Египет со фудбалско минато. Но еве, во тие млади категории немаат задоволителни резултати и побараа од ФИФА да се формира ваква помош, да се формира една ваква академија која што ние формиравме пред 12 години. Инаку, кога не сум професионално ангажиран, сум во мојата база, мојот клуб New Stars, во кој што работам со цело срце, го пренесувам своето знаење и искуство на тие млади фудбалерчиња и верувам дека ќе направиме нешто, една успешна приказна, затоа што имаме навистина добра организација, имаме 17 тренери посветени, имаме програма за работа и така да тоа е сега во моментот мојот ангажман, се дека не најдам професионален тренерски ангажман. Сакам да те запрашам за моменталната ситуација во македонскиот фудбал. Вака, знам дека темата е опширна, не е тоа така едноставно со еден збор, но имаме време. Малку да продискутираме околу македонскиот фудбал, да се вратиме од Египет кон Македонија и да кажеме каква е состојбата, еве например каква беше во вашето време кога бевте председател, мислам, и каква е сега? Многу е различна. Сега ние ако збориме во моментов ситуацијата треба да ја поделиме на репрезентација и клубски фудбал, нели? Да. Значи, што се однесува до репрезентацијата, стоиме многу добро. Значи, во моментов сме со големи шанси за пласман на светско првенство, што би бил сериозен историски подвиг за нашата држава, за нашата репрезентација.
Значи имаме еден костурна репрезентација, една база која што се формираше пред 8-9 години, значи произлезе од таа репрезентација од 21 година која што се пласираше на европско првенство и се уште таа е базата, квалитетот што ја држи репрезентацијата на да биде вака конкурентна во однос на овие репрезентации со кои што сме сега во групата и од таа страна, значи репрезентацијата е во една навистина еден нагорен тренд и јас би посакувал, како и секој друг овде во нашата држава кој што се бави професионално со фудбал, да се пласираме на тоа светско првенство. Дури први сме во група. Па тоа го кажувам, значи тоа е без разлика имаме пех затоа што голем дел од играчите не играат во своите клубови, не се стандардни, но и покрај тоа се направи една хемија во репрезентацијата, се направи еден костур, една база кој што ја носи репрезентацијата. Значи, ова е таа генерација до 21 година која што се пласираше на европското првенство, која што потоа се пласираше на европското првенство за сениори, еве сега е на чекор на пласман од светско првенство и многу наистина многу би посакувал да се пласираме на тоа светско првенство како репрезентација, затоа што ќе добиеме сите кои што сме професионално инволвирани во фудбалот и фудбалери и тренери, значи генерално многу клупскиот фудбал како стоиме вака? Па видете, изминативе 7-8 години бевме многу лоши. Значи клупскиот рейтинг беше на можно најниско ниво, мислам дека бевме трети одоздоле во Европа, така нешто. Меѓутоа, оваа година се случи овој резултат на Шкендија со пласманот во конференцијска лига кој што го подигна рейтингот на македонскиот фудбал и еве Вардар се враќа на тие стари патеки на кои што треба да биде. Вардар направи сериозен тим, финансиски моќен, значи е конкурентен и покрај Вардар и Шкендија ја имаме која што се пласира во таа лига на конференција. Ги имаме, ни требаат брендови, значи од типот на Пелистер кој што би требало да биде силен, кој што носи публика, не како што е сега во моментов во ваква ситуација, без разлика што е во прва лига, не е тој Пелистер што треба да биде, значи ни треба една силна Беласица, една силна Брегалница. Тиквеш, да. Значи тоа се клубови кои што носат публика, кои што носат гледаност. Еве изненадувачки е сега, на пример, за мене пријатно изненадување Башкими, кој што на секој надпревар е најпосетен клуб во моментов, мислам дека во лигата, кој што направи сериозен тим. Значи ни треба таква конкурентност во лигата за да се зголеми гледаноста и за интересот за клубскиот фудбал, нормално и подигнување со тоа ќе се подигне и квалитетот на истиот. Така. Спомнавме репрезентацијата, тука клучно е да ве запрашам не играњето на Столе Димитриевски во Валенсија. Немањето на клуб на Александар Трајковски. Што значи тоа за македонската репрезентација? Па како што кажав и претходно, тоа е еден голем хендикеп за самите фудбалери, но и за репрезентацијата, затоа што се тие носители на нашата репрезентација, значи можам да кажам едниот од костурот од главните играчи во репрезентацијата и сигурно дека доколку би биле стандардни во своите клубови, доколку би биле во надпреварувачка форма, би биле уште подобри во репрезентацијата и би дале уште поголем придонес. Меѓутоа и сега, значи го даваат максимумот во репрезентацијата, што е многу позитивно. Значи даваат се од себе кога ќе дојдат во репрезентацијата, мислам дека секогаш се на потребното ниво. Имате, например, информација во младинскиот фудбал каква е ситуацијата? Пошто знам дека со вашиот фудбалски клуб сигурно дека знаете нешто повеќе. Да. Секогаш може да биде подобра ситуацијата во младинскиот фудбал. Значи тоа е гледате, секое вложување во младинскиот фудбал е вложување во еднината на македонскиот фудбал. И од тука не смееме да застанеме со вложување во младинскиот фудбал. Има ситуации, значи во кои што треба некои работи да се подобрат, да се променат, нели? Значи нормално дека луѓето кои што се сега задолжени за тоа ги имаат направена анализа на состојбите и дека во наредниот период сигурно ќе пробаат да исправат тие недостатоци кои што се во младинскиот фудбал. Но ќе кажам уште еднашка, тука треба најголемите вложувања да бидат, затоа што јас кога дојав
кога дојдов јас како председател на федерацијата, првиот приоритет ми беше младинскиот фудбал, затоа што знаев дека од тука доколку се направи база ќе имаме репрезентација како што имаме и сега. Значи од тоа време се создаде базата на младинскиот фудбал. Значи почнавме од нула, да кажам. Значи почнавме од детските лиги, создавање на детските лиги, потоа на академиите, значи професионализација на селекторите и така натаму и така натаму. Значи многу работи кои што ги направивме. После тоа, после 10 години, 15 години гледаме дека еве полека доаѓаат резултати. Сега ова сегашно раководство на фудбалската федерација, за разлика од минатото раководство, што мислите, кој е вашето став околу да направиме една паралела околу овие две раководства? Реално не може да се споредува. Значи минатото раководство беше човек кој што често пати велите шофер на немаше врска со фудбалот. Човекот едноставно беше незаинтересиран за фудбал, како да кажам. Значи едноставно беше на таа позиција кај што беше, ги собра плодовите од работата претходна, значи ми беше мене подпредседател, ми беше 6 години беше со мене. Значи го познавам човекот и знам како функционира. Голем дел, значи ќе се може ќе кажат, ама он се пласираше на европско, сеньори и така натаму, се пласираше една година после откако јас дадов оставка на, што значи дека тоа не е плод на неговата работа, но туку на тоа што беше сработено претходно, да се разбереме сега тука, да разјасниме. Се уништи академијата, се уништија младинските категории, значи се направи хаос во младите категории, пак се дојдовме ситуација да се плаќа место во репрезентација, да се даваат списоци кој да игра, како да игра. Значи тоа што го градевме во тие 6 години додека јас бев председател и вложување во тие младински категории, претходните 7 години беше практично растурено. И сега треба одново да се сето тоа да се изгради, да се обнови, затоа што ова што не се работеше во претходните 7 години во младинскиот фудбал ќе дојде до израз во наредните 7-8 години, кога ние ќе имаме смена на генерации во репрезентацијата, кога ќе треба овие играчи кои што се сега носители на репрезентацијата да се заменат со нови. Тогаш ќе имаме сериозен проблем. Како што имав јас кога дојав на функцијата председател на федерација. Оние што барем 3 чисти имаат во фудбалот знаат дека една репрезентација се гради за таков голем успех како што се пласиравме на европско, барем едно 5-6 години, ако не и 10. Ние имавме 10 годишен план, значи за пласман на репрезентацијата на европско и на светско првенство. Значи беше донесен 15-та година до 25-та да се пласираме на европско или на светско првенство. Значи тоа беше планот и по тој план се одеше, значи го реализиравме со пласманот на европско првенство на U21 и после тоа со пласманот. Со Боби Милевски? Да, со Боби Милевски. И сега повторно е селектор Боби. Еве, кога сме кај Боби Милевски, нашиот сегашен селектор и Игор Ангеловски Мрме, некаква споредба, дали мислиш дека правилно беше што Мрме не е повеќе селектор или не? Не можам тука, не ги знам односите, не знам што се случи во тој период, што се случи, која беше причината за смена на Мрме. Стварно не можам да... Но според резултатите, вако од страна гледано фудбалски... Видете сега, фудбалски, значи ние се пласиравме на едно европско првенство и беше логично да му се даде шанса да продолжи во наредните квалификации на селекторот кој што се пласираше на тоа европско првенство. Но пак ќе кажам, сега од друга страна па и на тоа европско првенство поминавме така како што поминавме, нели? Значи не поминавме баш сјајно. Да, сигурно можевме и да направиме подобри резултати.
уште еднаш ќе кажам, не можам да навлагам затоа што не знам случувањата кои беа. Од друга страна сега што селектор има некакви резултати добри. Поводот за смена, да. Па нормално сега е прво групата, нашиот селектор е прво група, значи не можеш да промениш. Нормално, значи нормално е да се остави да си ја доработи својата работа и да очекуваме пласма на светско првенство. Дај Боже, спомнавме младинскиот фудбал, еве јас после завршување на мојата голманска кариера судев во вашето време кога вие бевте председател и паметам, еве, одговорно можам да кажам, дури имавме тогаш и една средба, но еве сега ќе ви кажам. Често пати знаев за викенд кога беа тие детски надпревари на ФФМ да ве видам вас, што не беше случај со некој друг председател после вас, например. Да. Немаше некоја таква навика, вие бевте често присутен, таму скоро цело време. Паметам една случка, може ќе се сетите, може не, во времето кога вие смисливте ни правила нови за децата, тоа беше од типот на дури ние судиите имавме скрипта за да ги научиме. Да. Од типот на не знам колку корнери беа, пенава нешто така, за децата се стимулира да не прават корнери, без врска. Така. Ако памтите. Да. Тоа вие го донесовте, тоа беше сосема добро. Подоцна беше укинато за жал. На еден од моите надпревари, еден од вработените, еден од дечките вработени во фудбалската федерација ми упадна на терен, влезе, кажувајќи некои правила негови што воопшто не ни постојат. Подоцна од како надпреварот заврши, вие коригиравте и му кажавте тоа да е последно да влезе судијата и да погреши, што не беше случај со мене, и да погреши судиската е последна одлука. И тоа го паметам така како едно. Јас не паметам искрено, меѓутоа дека сум бил постојано присутен на тие детски лиги, дека сум бил постојано присутен на собирот на младите репрезентации, дека сум го знаел секој млад фудбалер кој што репрезентативец, квалитетен фудбалер во државата, тоа дефинитивно по име и по презиме, значи јас сум знаел кога некој фудбалер од тие млади категории земен со врска да кажам, значи кога имало влијание врз селекторот да земе некој фудбалер кој што не заслужува да биде во репрезентацијата. И имавме систем на селекција. Значи имавме систем на селекција во академијата, систем на селекција во репрезентациите. Не можеше секој да биде селектиран во репрезентациите. И тоа и не доведе да имаме резултати во тие младински категории. Ние секоја година можете да проверите дека се бевме пласирани во елитна рунда на овие U17, U16, U15, U18. Значи тоа е навистина еден голем резултат за земја како Македонија. Од нигде никаде ние направивме селекции кои што беа конкурентни со сите, да кажам, најголеми европски држави во тие категории. Поготово, ако смеам да констатирам, потешко да се работи со тие селекции него со заради тоа што како што кажавте, тоа е U16, U17, значи една година се разлика, а треба да се уиграат. За една година не можеш ти ништо да постигнеш многу. Видете, во принцип, значи моје размислување дека најдобрите тренери треба да работат во тие категории, во младите категории. Малце кај нас испревртена работата заради недостатокот на буџети на клубовите, финансиски средства, недоволната, да кажам, награда за тренерите кои што работат со млади категории. Ретко кои од тие наши најквалитетни фудбалски тренери се нафаќа да работи со млади категории. За жал, значи за огромна жал, доколку е обратна ситуацијата, доколку ние ставиме најдобрите фудбалски тренери да работат со млади категории, ние во репрезентацијата ќе го добиеме најдобриот производ што може да го добие една држава на фудбалски план. Токму така, сакам да ве запрашам, кои беа најголемите успеси во вашето време и најголемите разочарувања? Најголемите успеси, за мене беше успех сето тоа што го направив. Значи, почнувајќи од правењето на куќата на фудбалот. Претходно
Фудбалската федерација беше сместена во 100 квадрати стан. И беше ФСМ. Во 150 квадрати стан беше сместена, значи во никакви услови за нормално функционирање како федерација. Значи, Паметам тој стан. Да, направивме куќа на фудбалот. Да. Направивме што беше голем успех и се уште е голем успех, куќата на фудбалот, тренинг центарот Петар Милошевски, создававме услови за сите репрезентации за нормално работење и функционирање. Значи направивме детската лига, направивме академиите на фудбалската федерација, подоцна и УЕФА академијата во слоб на истата. Значи направивме конкурентни репрезентации. Имавме пласманот на Европското првенство до 21. Значи имавме постоја суперкуп кој што мислам дека во наредни 30 години или 50 години тешко дека Македонија ќе збориме за суперкупот баш сега. Ќе повтори такво нешто. Значи имаше доста работи на кои што јас сум горд од сегашен аспект кој што ги направивме. И нормално има работи за кои што жалам што не ги завршив, што не ги направив, посебно е што не успеав, не ме оставија да ги соберам плодовите од работата, да останам додека беше пласманот на Европското првенство за сениорско, значи во тие услови кога ме, да кажам, ме трна, практично ме условија да дадам оставка. Тоа беше со закани? Апсолутно, значи можеме да збориме до утре за политички закани или политички прогон. Повеќе не од закани, значи тоа беше малтретирање. Можеме некоја случка да буквално малтретирање, значи имавме пред куќа ке мене имаше 4-5 месеци имаше постојано полиција пред куќа стоеше во цивилка. Значи имав закани, директни закани од луѓе во врвот на МВР и од врвот на извршната власт дека ќе ме уапсат и ништо да не сум направил, дека ќе ми стават лисици, дека ќе ме затворат без разлика. Ја викам што немам ништо направено. Како ќе ти најдеме нешто, ќе измислиме ако треба, значи ќе те уапсиме. Значи беше страшно во тој период, таа година и нешто беше навистина пеколна година. Имаше на секој можен начин притисок се вршеше во фудбалската федерација, беше секоја можна институција од економски криминал, финансова полиција, финансиско разузнавање, УЕПА, значи немаш институција која што не влезе за да прави притисок. И кажа, значи врвот беше директните закани од врвот на извршната власт и од врвот на МВР. Сега ако ме прашате зошто не си го пријавил тоа, на кого да го пријавим кога врвот на МВР директно ми се закануваше дека имам деца, дека возам кола, дека и така натаму, дека може да ми се случат многу работи. И во таква една ситуација што е најразумна одлука? Значи не можеш со глава во зид, нели? Значи тоа беше тоа. Тогаш во тоа време, значи беа известени и УЕФА и ФИФА за сите овие работи кои што се случија. Не, презема и тоа како презема, значи дојде, тогаш бев навистина во една добра позиција и со УЕФА и со ФИФА, значи и денеска сум добар пријател и со Чеферин и со Инфантино, значи јас ги запознав со состојбите, тогаш дојде Чеферин тука, значи беше на отварањето на крилото од академијата што отворивме сместувачкиот капацитет, разговараше со тогаш со подпредседателот, мислам дека беше на владата. Мене лично, значи он ми даде, значи тоа се одлуките кои што во тој момент морав јас да ги донесам, значи ми дадоа
предлог да се суспендира фудбалот во Македонија заради политичко мешање на политика во фудбалот. Значи имав поддршката и од Инфантино и од Чеферин и моментот беше да Само да кажеш амин. Да кажам да, суспендирајте го. Но не го направив тоа. Значи размислив јас и му кажав отворено на Чеферин, може би, значи дефинитивно се заслужуваат да се направи тоа. Меѓутоа, што тоа? Јас треба да ги казнам сите фудбалери, треба да ги казнам сите клубови, сите репрезентации заради што? Значи најдобро е во тој момент јас да се повлечам и да така да се заврши целата приказна, наместо да се казнат сите увечнители во фудбалот во Македонија во тој момент. Ова што кажувате примерно сега некои информации е страшно стварно. Па ние не мога да сме одели на европско првенство доколку вие сте еден од виновниците условно кажано што ние сме отишли на европско првенство. Па во тој контекст и размислував, значи доколку јас тогаш каже да, суспендирајте некако федерација, суспендирајте го фудбалот, значи не се знаеше кога ќе заврши таа суспензија. Значи затоа викам не е Илчо тој што е побитен од фудбалот во Македонија, од клубовите, од репрезентациите и така натаму. Значи тоа беше таа одлука во тој момент што јас ја донесов. Кога сме кај овие теми кои не се така многу популарни, можеме да спомнеме, например, не беше тогаш, него во вашето време имаше и некој критик од Горан Пандев. Што се случи, каде пукна тиквата со капитенот? И зошто се повлече Горан Пандев? Значи, не пукна тиквата никогаш со Горан Пандев. Едноставно таква атмосфера се создаде во тоа време. Знаете како? Имаше свирежи од публика за Горан. Видете, значи во тој период, кажав и претходно, значи имаше смена требаше да дојде до смена на генерациите. Имаше лоши резултати во тој квалификацијски циклус, завршивме предпоследниот, мислам. Значи имаше напади врз мене лично, значи од одреден број на новинари, дел од нив платени од одредени луѓе кои што со цел да ме уцрнат, да направат негативна една кампања за мене и сето тоа создаде една таква атмосфера да значи и резултатите и таа медиумска кампања против мене во тој момент, значи се доведе до тоа да Горан одлучи да се повлече во тој момент од репрезентацијата. Но Горан се врати во моје време исто. Значи Горан беше носител на играта во репрезентацијата и беше главниот човек кој што не одведе на европско првенство. Така што го решивме тоа и самиот Горан увиде дека некои работи практично дека не се така како што му беа кажувани, дека работиме најправилно што можеме да работиме и најквалитетно во тој даден момент, работиме за подобрување на состојбите, за подобрување на инфраструктурата, за зголемување на квалитетот на сите репрезентации и така што сте зборувале со Горан после тоа, Апсолутно. Нормално функциониравме. Горан да се врати во репрезентацијата, како што кажа, беше капитен, беше носител на Мрмен дојде за селектор и успеавте ви двајца. Да. Така што тоа е. Јас единствено жалам што Горан не беше подолго во репрезентацијата заради тоа што би постигнал многу повеќе голови од тие што ги постигне и тоа веќе би било скоро па да не се достигне некој да не може да го достигне. Се има своја причина. Така е. Дали денеска има некои нови Барди, Елмаз, не знам, Пандев? Дали денеска има, па не знам, јас во моментов не можам да видам калибар на играч од типот на Пандев и на Елиф Елмаз, за жал. Значи, може би во наредните години ќе дојдат овие помлади генерации, ќе излезе нешто поквалитетно. Нормално тука треба, пак ќе кажаме, до начинот на селекција, до работењето во младинските селекции
и во клубовите нормално во функционирањето на младите категории во клубовите се надевам дека од овие помлади генерации кои што сега ќе почнат да доаѓаат ќе излезе некој нов Пандев, калибар на играч од типот на Панчев, Пандев и така натаму. Убаво што спомнавте и Панчев и Пандев, кој е според вас подобар од нив двајца? Често пати тоа поставувано фудбалско прашање или па кој е најдобар македонски фудбалер на сите времења? Не може така да го Шатири дали тука влегува, не може така да кажеме ова е дали е подобар Панчев или Пандев, секој во свое време бил најдобар фудбалер. Значи во времето на Пандев Пандев е големина, значи играч кој што освоил Лига шампиони, кој што не однесе на европско првенство, кој што направи страшни резултати. Панчев од друга страна со Звезда освои исто Лига на шампиони, беше голгетер, врвен со осет за гол, чувство за гол, значи направи страшна кариера. Имаме Мето Спасовски, Кире Дојчиновски, значи имаме Джина Симоновски претходно. Секое време си носи свој да кажам генерацијски најдобар играч. Така што имаме ние многу добри фудбалери, овие се сите врни што ги набројав, секој во своето време. Успешно го избегнавте одговорот. Па не можам да кажам и различни типови на фудбалери се како што ги споредуваат сега Роналдо и Меси. Никогаш не може да направи споредба меѓу Роналдо заради позициите на кои што играат различни, заради типот на играч кој што се Панчев беше класичен напаѓач, Горан Пандев не беше и полушпиц и лево. Така е, точно. Дали во ФФМ, например, постоело некогаш партиско вработување, дали? Не знам, јас никогаш не сум гледал која од која партија е, дали е партиски припадник или не. Не знам, стварно. Сигурно дека не дошол партиски, но вие помогнавте на многу луѓе, покрај тие многу е и еден човек кој се вика Вуједин Станојковиќ. Можеме да и подоцна тој Вуједин Станојковиќ побара од вас смена да си Како вие тоа го коментирате? Како го коментирам? Вие му помогнавте кога му беше најтешко. Апсолутно. Вујо сам дојде кај мене, ми кажа дека му треба работа, дека има така мака, дека има. Јас наредниот ден го прибрав во федерација, му дадов да биде селектор, тренер во академија и така натаму. За да после неколку години дојде да ми каже дека треба да си одам и дека треба он да дојде да биде, дека му кажале од партија другар некој да биде он на моје место да биде председател. Значи тоа е има многу такви луѓе на кои што сум им помогнал и нека се живи и здрави. Јас од моја страна сум помогнал, не верам ништо за возраст. Они си ја покажале својата човечка или нечовечка. Барам дали ви се извини после години, дали се виде? Не. Пошто не стана тој председател? Немам, ама јас и тогаш се смеев. Значи јас тогаш кога ми го кажа, јас се смеев, значи како нема врска, значи нека тоа е. Ако бевте председател денеска, што би промениле, например, вака? Што би променил? Не би променил ништо, би Или што би направил? Би направил, би направил уште повеќе. Во тоа време ме спречија, пак политиката се вмеша, требаше да ги завршиме стадионите во Битола и во Прилеп беа значи веќе платени терените. Во Битола се почна, со трева, во Битола рефлекторите беа купени и све. Значи во Прилеп забранија во тоа време да се прави стадионот се додека Илчо е председател. Како? Ете така, значи ги забранува камионите да влагаат на стадион, да се прави теренот, не се поставува рефлекторите, се кочеше Битола исто, значи беше јас им дадов предлог во Битола да се направа тогаш заедно со федерација да направиме 2 трибини позади головите, значи да направиме стадион со 4 трибини, меѓутоа предлогот не беше прифатен од
тогашната градоначалничка, мислам дека беше, затоа што Илчо бил председател, нели? Без разлика што тие градоначалници ги сечат лентите таму и се сликаат и се појавуваат. Значи, лудо време, луди размислувања, слепи верувања и така натаму. Тоа доаѓа како вие да сте сакале да им земете, а не да им дадете. Да. Не баре. Да. Добре, луѓето беа, не знам, веројатно мораа така да реагираат под притисокот. Дали во вашето време постоја на пример некои одлуки тешки кои ги донесовте со тешко срце, кои моравте да ги донесете на пример? Не тешки, лесни одлуки, значи одлуки што се битни за македонскиот фудбал. Збориме оваа одлука претходно што ја зборевме, значи за суспендирање или не на федерацијата заради политички причини. Таа е можеби најзначајна одлука која што јас сум ја донел како председател, можеби го. Се мислевте тогаш или од прва рековте не ова? Не сум се мислел уопшто, ни минута кога дојде во прашање дали Илчо да биде или фудбалот во Македонија, нормално дека јас сум застанал. Нема. ФИФА и УЕФА ви дале несебична поддршка. Апсолутно, тогаш имав можност, тогаш имав навистина поддршка голема, имав и од Инфантино и од Чеферин, бев во позиција да се кандидирам за член на извршен одбор на УЕФА и требаше да останам председател до февруари, ме сменија во август и тогаш со тие луѓе кои што, како што кажа претходно ми, какви притисоци правија, им кажа оставете ме до февруари да влезам во извршен одбор, имам големи шанси. Од таму многу ќе помогнам за фудбалот генерално. Изборен одбор на ФИФА? На УЕФА. На УЕФА. Извршен одбор, да. Меѓутоа, тоа е тоа. Немаше сваќање од другата страна. Дали, например, имавте, еве, денеска од оваа гледна точка, од оваа перспектива, некои одлуки што мислите дека се грешка, некои грешни потези, например, што не би ги направиле денеска толку сте били? Грешни одлуки, грешни потези, значи генерално со луѓето во кои што имав доверба, значи со луѓето кои што ги пуштив да ми се приближат, да бидат блиски до мене, денеска многу различно би постапил, сигурно дека не би имал таква доверба како што сум имал. Дел од нив се и сега, и со претходниот председател, и со сегашниот председател, и супер име. Тоа се такви луѓе, ние во Ѓорче Лишки ги викаме сончогледи, и има и други имиња кои што се употребуваат, сега да не се изразуваме повулгарно. Меѓутоа тоа е тоа. Значи на таква позиција, во таква ситуација не можеш да направиш проценка на сите луѓе кои што се околу тебе, затоа што тогаш се сите добри со тебе, сите се пријатели, сите те сакаат, сите и така што тука сум ја, веројатно сум ја направил најголемата грешка во проценката на изборот на луѓе кои што сум дозволил да бидат блиски. Обединети за фудбалот, еден фронт што се направи баш во тоа време како дополнителен притисок за вас. Да. Што беше тоа Обединети за фудбалот и зошто беа против вас? Во тие Обединети за фудбалот, тоа што се организира, значи беа луѓе кои што не добија функција или услуга од мене во тоа време. Че еден од нив, кога дојдов као председател, побара да биде генерален секретар, кој што е во наводници спортски работник, кој што побара после тоа синот да му биде аналитичар во репрезентација. Не го доби тоа. Тоа е еден. А вториот побара да биде овие главните носители на таа листа на Обединети какви беа. Значи, вториот беше член на управен одбор претходно, кој што после тоа бараше од мене да го ставам управен одбор. Јас му кажав, ја не можам, ако ти изгласат, ќе соработувам, ако ја не можам да ти помогнам во тој дел. Значи, он исто кога не го изгласа во управен одбор, он исто влезе во тие Обединети.
Третиот беше новинар кој што побара да биде портпарол во федерација или ќе пишувал против мене. Јас му реков слободно оди, пишувај, збори што сакаш прави. Значи тоа се такви типови на луѓе кои што во Кои беа тие луѓе? Можеме да ги спомнеме Они си се знаат сите со имиња и со презимиња и сите ги знаат кои што се бават со фудбал. Фудбалски имиња беа или не фудбалски? Фудбалски, како да кажам сега, фудбалски имиња. Фудбалски имиња колку поранешниот председател. Добро, сега имиња кои што биле поврзани со фудбалот, не се тие фудбалски имиња, туку кои што биле поврзани со фудбалот, околу фудбалот. Околу фудбалот се и масери, и економи, и не знам, и 300 работи. Странците во македонскиот фудбал, сега нели отворен Балкан и такви работи, нели може да настапуваат како домашни играчи. Дали тоа е погубно за македонскиот фудбал, дали е добро, дали е лошо? Од една страна атрактивен би го направиле повеќе фудбалов, ама па на сметка на репрезентацијата или? Знаете како сега имат медалјата има две страни тука. Значи од една страна е добро што имаат можност клубовите да направат поконкурентни клубови, екипи, тимови. Од друга страна зависи каков тип на квалитет на играчи ќе земат. Ако земат од трета, четврта лига од Србија фудбалери или од Босна од трета лига, значи не добиваме ништо, губиме само овие македонски млади фудбалери ќе го губат местото во тимот кое што би го добиле ако ги нема не се овие фудбалери, доколку се земаат квалитетни фудбалери, значи од што ќе подинат квалитетот и на клубот и на првенството, тоа е во ред да бидат поконкурентни во европски рамки надвор. Значи тоа е во ред. Така да све зависи од клубовите, од начинот на кој што функционираат, од политиката на клубот, дали форсира своји млади фудбалери, дали поддржува, дали зема од свилајнац некој фудбалер таму од четврта лига, пета лига од Србија, наместо да пушти свое дете од академијата и така натаму. Значи тоа е. Зошто во македонскиот фудбал, например, еве денеска, тоест во репрезентацијата нема натурализирани, имаше своевремено Брага, Вандер, памтиме, денеска нема ниеден, немаме шанси да најдеме некој бразилец, например, што ќе го подигне, например, репрезентацијата. Што мислите вие околу тоа? Па не знам, околу тоа треба да се фудбалската федерација да има политика. Во ваше време беа Вандер и Брага? Не беа во мое време. Во мое време ние имавме неколку, значи ние најдовме многу фудбалери кои што денеска играат значи почнувајќи од Алиовски, па овој капитен ми беше во Динамо Загреб што играше, Адеми. Значи има многу фудбалери, сега не можам да се сетам на сите нив, меѓутоа многу фудбалери донесовме од надвор. Адеми беше вистинска одлука. Да, вистински, баш навистина он е прав лидер во секој тим. Зошто, што мислите, се откажа пензијама, тоа е фактички предвремена, не е и Стефан Ристовски. Штета што потребни ли се такви? Искрено штета што се откажуваат. Значи тоа е без разлика кој е селектор, дали ти се допаѓа председател, дали се како фудбалер, значи треба да играш за својата држава, да играш да ја представува својата држава. Тоа е гордост треба да биде гордост за еден фудбалер. Значи независно од тоа дали ти се свиѓа тренерот, не ти се свиѓа тренерот, селекторот, председателот. Тоа е практично и обврска за секој наш фудбалер и државјани на Република Македонија да ја представува најдобро што може. Впрочем, не знам ни колку има, како да кажам, колку фудбалерот треба да се условно кажано замара кој е председател, кој не е, па дали му се свија или не, он треба да се игра фудбал. Апсолутно, воопшто. Од срце за репрезентација, да му е чест ако е повикан. И на крајот на краиштата преку таа репрезентација најголем дел од нив се продадоа и се продаваат и направија кариери, и направија пари. Значи треба соодветно и да се одложат на репрезентацијата. Значи така треба да се гледа репрезентацијата.
Така е. Маце да позборуваме околу безбедноста на македонскиот фудбал, на македонската лига. Еве, јас не сме имале прилика да разговараме откако заврши мојата голманска кариера, кога почнав да судам. На еден надпревар од третата лига, каде што бев главен судија, Смилковци, буквално почнав, надпреварот го започнав без полиција, немаше дојдена полиција, и го започнав надпреварот, некаде 65-та дојде еден полицаец, каде што јас се исклучив нормално дека публика не ни слушав ни што се премовет, но го слушна полицаецот во непосредна близина на мене, каде што кажа, па што не го истепате? Тоа беше последно и се откажав од судењето, кога слушнам таа реченица ми падна толку, викам, па ти зашто дојде тука, буквално? Еве, кога збориме за безбедноста, инаку сигурно го паметите мојот дедо, Китановски Томе, он беше исто така фудбалски судија. Во тоа време било друго, ама еве, јас се откажав токму заради таа реченица. Што не го истепате, судијата? Знаеш, јас, еве, клубот во кој што работам играше во трета лига. Така. И тоа е навистина една небезбедна средина. Значи, реално ние таа трета лига во моментов таква како што е, како што функционира е надвор од секоја логика. Значи нема ни една никаква развојна компонента. Играњето во таа трета лига е тотално небезбедна, значи доколку се прават договори меѓу клубови, јас на тебе 3 вода, ти на мене 3 вода, не знам. Значи апсолутно е нефункционална и надвор од секоја развојна компонента за фудбалот во Македонија, значи во моментов таква каква што е. Треба нешто да се преземе, значи тука дали полицијата, значи не можеме ние на секој надпревар да бараме сега полицијата да се ангажира во третите лиги. Значи имаме 6 региони, имаме толку надпревари, не може с полицијата на секој еден надпревар да Ја започнав и без. Да дојде со 30 или 40 полицајци, меѓутоа навистина е небезбедна, посебно за млад фудбалер и за екипа која што сака да игра фудбал и која што сака да се надпреварува. Ви имавте проблеми? Ние, да, имавме проблеми, бевме на неколку надпревари нападнати, значи ние играме со деца од 16-17 години, имаме одговорност према тие деца, најголем дел од нив се малолетни се уште, значи имаме одговорност према нивните родители да ги донесеме живи здрави дома децата, нели? И од тука подобро беше, значи, да се откажеме од лигата, да не играме во таа трета лига, отколку да доведеме во прашање безбедноста на било кое дете, на било кој фудбалер. Само да ја запрашам, дали денеска Македонија има, како што правевме мојот, ми спомнавте дека не гледате дека има Горан Пандев или Филмас, а за жал, но дали постои денеска непотизам, например, во федерацијата? Во смисла непотизам... Непотизам мислам од типот на да играат деца што не треба да играат, например, при вработување или не. Наистина не сум запознат, немам такви информации за да можам да одговорам на ова прашање. Така, можеме да видиме повторно да се кандидирате за председател на федерација? Не. Доволно ми беше еден мандат и повеќе не би. Јас сум фокусиран на тренерската работа, адреналинот ми е покрај аут линијата и таму се осеќам најдобро. А би прифатиле некој ангажман од странство, например, некој клуб толку? Сигурно. Да. И во моментов и барам ангажман тако во странство, да доколку се случи, сигурно дека ќе заминам во странство. Еве, ако ви треба помошен тренер со УЕФА Б лиценца, тука сум поготов на гуманите. Не на гумани. Ако нешто би им порачал денеска на сегашното раководство, што би било тоа? Да вложуваат во младинскиот фудбал, да вложуваат во еднината на македонскиот фудбал, многу да вложуваат, да се работи најдобро што може, да се обезбедат најдобрите услови, да се вложува во клубови кои што се посветени на развој на младински фудбал. Еве,
Јас сега може една да кажам од како апел до нив да од тие средства кои што се добиваат за развој на младински фудбал да се распределат може на подобар начин, значи затоа што имаме прволигаши кои што не се фокусирани на младински фудбал, добиваат сите средства за младин 120-130 илјади евра годишно добиваат за развој на младински фудбал. Пари се. А немаат ни младински категории воопшто, значи не се едноставно се фокусирани на првите тимови. Додека има тимови како што е New Stars, како што е Парк, како што е не знам како се вика, има уште таму 3-4 клуба кои што се навистина фокусирани на развој на младински фудбал и создавање на млади фудбалери кои што не добиваат ни денар од тие пари. Значи може би тука прераспределбата на тие средства, одреден дел од тие средства би требало да дојдат во правилни раце, да кажам, значи таму каде што навистина се вложува. Еве јас претходно кажав, ние имаме 16 тренери, 16 тренери имаат само можеби 3 до 4 клуба во Македонија кои што работат. Значи затоа викам, од друга страна имате клубови кои што земат по 130.000 евра, кои што сите пари ги даваат во првите екипи. Знаеме дека е тоа така, сега фактичката состојба дека е таква и земаат други школи да играат за нивните клубови кои што ги представуваат други школи кои што си работат, функционираат со млади категории. Така да во тој дел само би некој апел до федерацијата, до одговорните таму за таа прераспределба на тие средства од младински фудбал. Добро, никој не прави инспекција за се ова? Зарем нема вработени во федерацијата? Не може. Да проверат? Веројатно имаат начин како да се покријат тие средства низ плаќање на припреми, автобуски превози, што е. Сакам да кажам зошто федерацијата не праќа луѓе да проверат федерацијата дали има навистинска младинска екипа или нема. Не, они имаат младинска екипа која што се надпреварува за нив. Меѓутоа таа не е нивна, таа е од друга фудбалска школа која што игра за нив. Значи тоа е фактичката ситуација, фактичката состојба и во тој дел тука има еден, да кажам, проблем кој што треба да се реши. Тие што навистина се фокусирање на развој на младински фудбал и млади таленти фудбалери да се поддржат. Значи така како што треба. Значи од друга страна тие што се фокусирани на првите тимови, на резултати со првите тимови, нека се фокусираат по тој дел и така да е одреден да се направи. Вашата школа е една можеби од најголемите за фудбал во Македонија. Селекторите доаѓаат, гледаат утакмици, како се однесуваат кон твојата школа? Не, значи до сега во изминатите 7-8 години има само двајца селектори дојдена да гледаат надпревар, тоа е Марио Вујовиќ и Тони Акимовски. Да, тие се двајца кои што се најавиле и кои што дошле да гледаат надпревар. Друг селектор не сум видел да дојде да гледа надпревар. Јас кога бев председател, должност беше, значи ги направив да видат сите професионалци не смеја да работат во клубови. Затоа што ако работиш во клуб и си селектор, не можеш да си посветен и фокусиран на двете работи. Или ќе бидеш неуспешен во двете, и како селектор и како тренер во клуб. Затоа и ги направив професионално да си ја обавуваат селекторската работа во тие млади селекции и задолжително да гледаат 3 надпревари за викенд со извештај за самите надпревари. Значи максимално да бидат фокусирани на работата и селекторирањето на фудбалери во репрезентацијата. Тоа е добар потек. Би било и се надевам дека и денеска е така, не знам. Па, ја верувам дека така ќе функционира, дека така треба да се функционира, дека тоа е единствениот исправен начин да ќе видиме. Значи тоа е времето ќе покаже дали што е и како е. Особено се радувам секогаш кога разговарам за фудбал, заради поготово со фудбалски човек како што си ти.
И многу ти благодарам што дојде и што не почасти со твоето присуство, се надевам дека си помина добро Да. и дека ќе ни доеш повторно. Јас исто, значи ти благодарам за поканата и секогаш, значи на Кога ќе имаме нешто ново, на пример за некој ангажман во странство. дај Боже. Или некој дете кога би продале надвор. Да. Секако. Драги гледачи, тоа беше Илчо Ѓорѓиевски, поранешниот претседател на Македонската фудбалска федерација, а вие добро знаете дека доколку ви се допадне овој подкаст, а се надам дека ќе ви се допадне, треба да притиснете лайк и да го споделите како би допрел до што поголем број на луѓе.